Огромна е штетата за учениците од Долни Балван ако останат да учат во истото училиште, смета министерката за образование и наука Весна Јаневска. Ова изјава следува по неколку иницијативи на родителите на 13 деца од оваа средина, кои се противат на ставата тие да ја продолжат во училиштето во Таринци. Во прашање е начинот на кој живеат и учат децата. Децата не може да живеат изолирано во одредени средини, со одредени норми, со одредени стереотипи и да учат повеќе ученици во комбинирани паралелки. Ако мора и е неопходно да ќе учат во комбинирана паралелка, ако селото се наоѓа на 30, 40 или 50 км оддалечено од другото најголемско училиште. Но ако тие се на 2 до 3 километри оддалечени од другото училиште, децата треба да се социализираат и постојано го повторувам ова. Значи да стекнат други видици, кај да се побуди мотивација за учење, кај да се побуди некаков натпревар за достигнување, да чујат различни мислења, па конечно да видат и друг различен објект, да видат смарт табла, да добијат таблет од општината, нешто што е различно од живење на 5 деца кои се во 3 различни класа, а се сместени во едно одделение. Штетата за нив е голема. Министерката Јаневска со најава. Сметам дека општината, но и ние како министерство ќе направиме напори да се сретнеме со родителите и со наставниците, за да ја објасниме основната причина. Доколку мислам, дека доколку родителите разберат за што станува збор, дека конечно ќе прифатат на 2 километри да се ги однесат своите деца за да учат во подобри услови. За Јаневска, аргументот дека селото без училиште ќе остане без млади семејства не е добар. Оправдувањето дека ако се затвори училиштето ќе пропадне заедницата не е оправдано, оддалеченост од 2-2,5 километри не е причина за пропаѓање на било која заедница. Значи, повторувам, во прашање се децата и добробит на децата. Како и да е, многу пати сум рекла дека насилно ништо не правиме. Секој оди во договор со општините, Министерството дава предлог. Секој оди во договор со општините и секако со родителите. Освен што сегашното училиште во Долни Балван нема соодветни услови, клучен проблем е статиката на градбата. Таа е сериозно нарушена и огромен ризик и за учениците и за вработените, поток кој досега за родителите беше непознат. Поради ова, изгледно е дека одлуката за оптимизација ќе биде прифатена, а наставата за споменатите ученици ќе продолжи во селото Таринци.